Ноември, месец на машкото здравје. Джентлмен магазин, емисија за мажи. Ние сме навистина еден проект кој што сака да ги направи мажите помаженствени, да ги направи мажите понежни, да ги направи мажите со еден збор джентлмени. Тоа што ние говориме во оваа емисија, стотици емисии наназад, дека мажите треба да вежбаат, мажите треба да се одржуваат, мажите треба да го негуваат своето здравје, мажите треба да го негуваат својот стил. Тоа не е само за да бидат джентлмени, тоа е за да ја одржат својата машкост. Таа машкост за која што ние говориме, таа машкост за која што говори медицината. А верувајте, денес не случајно ќе говорам со еден човек, наш познат доктор, кој што ќе даде корисни совети за тоа како да се одржува здравјето и како да се одржува таа машкост. Не случајно го одбрав овој збор машкост, затоа што навистина една модерна болест од која што мажите страдаат е токму таа болест за која што се бори овој месец, месецот на машкото здравје, а Джентлмен магазин дефинитивно ја поддржува таа кампања за машкото здравје и за таа една машкост за која што говорам и ќе говорам во текот на оваа емисија. Ќе отидам ненајавен кај докторот, да видиме како тој се справува со своите пациенти, како тој работи и каква е неговата работна атмосфера. Ќе се напијам кафе со него таму, а потоа ќе се вратам токму на ова место за со истиот тој доктор да се напијам една чаша добро вино, за да видиме како тоа вино и како тоа кафе влијаат на машкото здравје, односно на таа машкост. А вие, бидете джентлмени, негувајте својата машкост, негувајќи ги сите джентлменски манири и нормално негувајќи ја вашата понежна половина. Останете со мене, јас се враќам за кратко. А каде ако не на друго место, освен во една прекрасна канцеларија кај еден човек кој што си ја знае работата и е покажан и докажан во тоа е доктор професор Иван Барбов. За почеток сакам да ве прашам дали е здраво да се пие кафе, затоа што ние сите сме своевидни зависници на кафе. Па во месецот на здравјето ви го поставувам тоа прашање. Па вака, јас имам една девиза дека се што умерено може да биде само добро, така да и утринското пиење на кафе јас го практикувам и мислам дека е добро за здравјето затоа што има анаболно дејство, стимулирачко дејство на мозокот, меѓутоа тоа што многу луѓе не го знаат е дека кафето делува и на регенерацијата на многу органи, од кои можеби најзначаен црниот дроб, така да секако пиењето на кафе може да биде само корисно. Баш ми е драго, и јас не ја знаев таа информација, но како викаат, човек учи додека е жив, нели? После испиеното прво утринско кафе по дома, ние го пијаме второто. Сакам да ве прашам како сте? Па добро, благодарам на прашање. Вообичаен работен ден, со многу обврски, пошто јас сум и лекар, специјалист невролог, меѓутоа и директор на Универзитетската клиника за неврологија и професор на медицинскиот факултет, така да работниот ден ми е исполнет од 8 часот кој ќе дојдам па се до крајот на работното време, некој пат и подолго, зависно од обврските. Кога би можеле да се навратите наназад, кога би го виделе тој Иван во средношколските години, дали би му кажале да тргне во друга насока, можеби да бара друга професија или да ја задржи оваа што е сега? Па вака, живејќи во Македонија, сигурно не би препорачал нешто друго, пак би се определил за оваа професија, додека кога би се родил во друга држава, може би биле размислувањата поинакви и насоките поинакви. Поминавме еден тежок период на пандемија за кој што не би сакал многу да говориме, нели? Не се сеќаваме сите радосно на тоа, но дали сметате дека од тоа човештвото како род и македонските граѓани научија нешто, станале посовесни, поодговорни? Па верувам дека тоа беше една голема лекција за сите нас, тоа беше една пандемија што никој не очекуваше и која го скроз промени нашиот начин на живот и на размислување. Ние исто и како клиника бевме скоро година и пол ковид центар, значи лекувавме болни од ковид. Сите тие кампањи околу вакцинацијата, околу лекувањето, карантините, мислам дека сите нас не променија и дека после ова ковид пандемија веќе не сме истите луѓе, туку луѓе кои другче размислуваат, повеќе мислат на превенцијата, нели, на заштита на здравјето, затоа што
се покажи во тој период луѓето со добар имунитет, да кажеме, поминаа добро, луѓето со полош имунитет поминаа полошо, и колку е важноста, нели, ние да нашето здравје го напредуваме, го очувуваме, работиме на тоа, нели, да бидеме здрави личности, не само физички, туку и психички. Да, се надевам дека тоа беше навистина голема лекција и луѓето научија од тоа. Вие сте човек кој што има многу титули позади себе. Колку сметате дека титулите се важни во животот, во изградбата на еден човечки живот, и како вие се носите со сите тие титули? Вака, титулите, барем за мене лично, доаѓаат сами по себе. Јас никој пат не сум се напрегнувал побрзо да магистрирам или побрзо да докторирам. Најважно ми било, кога го завршив медицинскиот факултет, јас работев 9 години во Струмица, па потоа дојдов на специализација и како специјалист невролог останав на клиниката. Значи, да се работи на универзитетска клиника, мора да се напредува и во наставно-научната област, затоа што да бидеш специјалист на универзитетска клиника не се исплати, и тоа беше еден од мотивите, нели. Јас во тоа време имав веќе завршено магистериум и станав асистент на медицинскиот факултет. Меѓутоа, никој пат не брзав побрзо да докторирам, затоа што сметав дека тоа што го работам како докторат треба да биде нешто издржано, да даде придонес во нашата медицина колку што може. И нормално, нели, после завршувањето на докторските студии и одбраната на докторатот, доаѓа тие напредување, научен соработник, доцент, вореден професор. Меѓутоа, тоа јас го сметам како дел од мојата работа. Значи, никој пат не сум го ставал тоа на прво место и по секој цена што побрзо да напредувам. Значи, тоа некако спонтано се доаѓаше во текот на мојата кариера. А покрај наставно-образовните титули и докторската титула, нели, вие сте сепак и директор на клиниката за неврологија. Колку ви помогнаа тие менаџерски способности? Како се справувате со сите предизвици да бидете пред се еден менаџер? Тешко е лекар, доктор да биде менеджер, посебно, нели, посебно во здравството. Да. Јас порано пред 10 години се одржува курсеви, полагавме курсеви за директори, имаше едни полагања кои верувам дека нешто ни помогнаа во сето тоа. Меѓутоа се учи. Јас првиот ден кога станав директор, нели, нормално бев малце така под стрес како ќе биде, дали ќе успеам да одговорам на задачата. Меѓутоа, за среќа, нашава клиника има многу добар тим од книговодство, сметковниот дел, што во тој момент многу ми помага и ден денес ми помага, така да во однос на менеџирањето на клиниката со финансиите, тука тимот многу ми помага и јас секој пат се консултирам со нив, значи никој пат не сум направил нешто без консултација, затоа што сепак сум лекар и мислам дека тука мора да има една заедничка соработка. Да, само тимски се успева, нели? Да. Кажете ми, како успевате да го најдете балансот и како правите дистинкција помеѓу приватното и професионалното? Па, искрено да кажам, од кога станав директор, имам многу малце време за приватен живот, затоа што обврските се многу големи. Сепак јас направив некој, како да не се фалам имидж како добар лекар, и имам голем број на пациенти кои бара да ги прегледам. Јас, иако сум директор, значи нема ден да не прегледам по неколку пациенти. Пациентите знаат да се јавуваат, секој пат не можам да одговорам. Па се случи, јас дури кога ќе отидам дома на некои пациенти да им се јавам или да им напишам порака, и навистина денот ми е исполнет со обврски. Тука се и предавањата за што ги организираат некои компании, меѓутоа и некои здруженија. Еве, вчера бев во Приштина, држав предавање кај Косовското здружение за ретки болести, се вратив касно, така да денот ми е многу исполнет и јас едноставно едва чекам да се вратам дома и да се одморам, така да навистина многу време за приватен живот во овие 5 години немам. Велат дека докторите се строги, јас не држам став, но дали вие сметате дека строгоста е важен фактор и во менаџирањето на една професија како директор и во лекарската професија?
во менеджирањето мора да се биде строг, бидејќи некој пат мора да се пресече за некои работи, затоа што тука се нели желбите на сите вработени, сите нешто имат амбиции во напредување, да кажеме, директорот мора да се бави некој пат и со банални работи. Чистачка останала на боледување, па треба замена, лекар останал на боледување, нема кој да дежура. Значи тоа се некои банални работи за кои за жал нели мора директорот да се грижи. Меѓутоа јас како лекар никој пат не сум бил строг во тој поглед, секој пат сум гледал со пациентите да имам еден позитивен трансфер, нели, да тие добијат поверение во мене, низ разговор, низ преглед, значи со посветување на доволно време на пациентот, сум стекнал некоја доверба и навистина има многу пациенти. Тука човек не може да биде строг. Знаат некој пат пациентите и фамилиите да претерат и тогаш можда мора да се пресече, меѓутоа во суштина како лекар секој пат сум гледал да имам добар трансфер однос со пациентите, нели, за да тие нели го послушаат мојот совет и да се лекуваат правилно како што треба, затоа што ние сме сведоци, пациентите доаѓаат на лекар, меѓутоа кога ќе си отидат консултираат и комшики, консултираат и надри лекари, во аптеките купуваат многу непотребни препарати, витамини, да кажеме, што не треба. Меѓутоа јас не сум суетен лекар, значи почитувам дури пациент ако не е задоволен од тоа што јас сум му го рекол, да побара второ мислење, тоа секој пат е право на пациентот да побара второ мислење и со тоа второ мислење да дојде кај мене па да заедно видиме нели што како. За разлика од некои колеги мои, знам што се лутат ако пациентот отиде кај друг лекар, тоа некако многу лошо го сваќаат, меѓутоа јас секој пат за добро на пациентите, значи прифаќам све што они ќе донесат, нели, ќе понудат и секој пат крајната терапија е заеднички договор меѓу мене и пациентот. А што мислите за тоа кога луѓето консултираат Google за своето здравје? Кога тоа е опасно по здравјето? Тоа е многу опасно за самите пациенти. Затоа што на Google они ќе прочитат за некоја болест и ги фаќа паника, читат дека таа е тешка болест, се умира или се останува во инвалидска количка. Меѓутоа тоа е само неколку реченици што они ќе ја прочитат за болеста. Ние велиме нема болести, туку има луѓе што боледуваат од одредена болест. И секоја болест има и полесни клинички форми и потешки клинички форми. Можеби пациентот ќе се пронајден во Google во некоја дијагноза, меѓутоа таа дијагноза или воопшто да ја нема, а дури да ја има, може да е таа некоја лесна форма, онда не ги исполнува сите критериуми. И јас навистина им би препорачал на пациентите кои барем не се медицински лица, нели, да не барат така по Google, затоа што тоа е голем стрес за нив. Тие ќе прочитат и после тоа одат по други лекари, прават непотребни снимања. Мислам, тоа ординирачкиот лекар што ќе го каже, мислам, треба пациентот да го почитува. Информативно може да прочита, меѓутоа најчесто се тие така погрешни информации што ги пациентите добиваат и голем стрес за нив и некој им треба дури многу време да се опорават од тие шокови што ги доживеле кога прочитале нешто на Google за својата болест. Да, значи нарава учение, одете кај лекар, специјалист. Обично кога ќе се спомне лекар, нели, ни доаѓа тој еден бел мантил. Ние кога дојавме тука ве затекнавме во тој бел мантил, но вие кажавте дека со тој бел мантил прегледувате пациенти, што е голема чест за мене што го соблековте мантилот, зашто ме доживувате како пациент. Каков сте приватно? Дали сакате да посветувате време на својот изглед и колку сметате дека изгледот е важен за одредена професија? Изгледот секако е важен и за секоја професија мислам дека има одреден дрес код што треба да се почитува. Ако вие се прошетате низ клиничкиот центар, ќе видите се и се што. Јас сепак сметам дека еден лекар треба да биде пристојно облечен со панталони, кошула и мантил, исто и колешките, значи има колешки кои сепак малце непристојно
се облекуваат на работното место. Значи тој дрес код мора да се почитува. Меѓутоа сепак мојата работа е тука, да кажеме во канцеларија, па ќе ме повикат горе на оделение, јас тогаш морам да облечам мантил и затоа секој пат на работа доаѓам малце така порелаксирано, по-кежуал облечено, за да ми биде удобно, затоа што хоспиталниот дел е малце погоре, значи не е поврзан со амбулантскиот дел, така да треба да се оди таму, да се прегледа пациент, некој пат и да се изврши некоја интервенција и секој пат сум на работа доаѓам така по-кежуал, по-релаксирано облечен, за разлика нели од другите ситуации кои си бараат одреден дрес код кој јас се трудам да го почитувам. Времето надвор е прекрасно во овој прекрасен ноември, сончево и убаво. Јас ќе ве одведам некаде по ваша желба, каде што вие сакате да се напиеме по една добра чашка вино и да ве видиме во едно поинакво издание како тоа треба да изгледа еден џентлмен на дневна чашка вино. А додека ние одиме натаму и го правиме тоа, погледнете едно мој интересно школо за џентлмени. Месец ноември, или како милуваме да кажеме, моември, веќе стана синоним за машки месец посветен на машкото здравје и подигање на свеста за превенција и рано откривање на машките болести, без разлика дали станува збор за малигни или бенигни заболувања на простатата, кои го намалуваат квалитетот на животот на мажите. Приказната за мустаките не е само тренд, кој мажите ширум светот го прифатија, туку има длабоко значење и испраќа силна порака до целата популација. Имено, во 2003 година, група пријатели од Австралија дошле до идеја да си постават предизвик и да израснат мустаки во текот на месец ноември, за да му пренесат на светот сериозна порака за превенција од болести на простатата, се со цел да се подигне свеста за здравјето кај мажите. Свесни дека нивната иницијатива предизвикала позитивни реакции и била гласно поздравена од мажите ширум светот, тие одлучиле проектот да го подигнат на повисоко ниво, па така ја формирале Фондацијата Мовембер. Поради важноста и влијанието на пораката која испраќаат, денеска организацијата се наоѓа во ранг на 100 најдобри невладини организации во светот. На глобално ниво, секоја година, се повеќе мажи се под ризик од сериозни здравствени последици, поради недоволна информираност за болестите. Моември е во функција да ги поттикне мажите на практиката почесто посетување на доктори и редовни превентивни прегледи, кои може да помогнат во рано дијагностицирање на болестите, а со тоа и овозможување на навремен третман. Мажите, за разлика од жените, многу потешко и поретко одат на лекар, особено на превентивни прегледи, а забораваат да прават и само прегледи. Ретко кој маж, велат лекарите, оди кај нив ако нема тегобии. Токму поради тоа, најгласно во ноември, кој се обележува како месец на машко здравје, се зборува за потребата од само прегледи и превентивни прегледи на мажите заради навремено откривање на заболувањата. Еден преглед може да спаси цел живот. Ракот на простатата на почетокот е тешко да се забележи, бидејќи генерално не предизвикува никакви симптоми. Мажите најчесто го откриваат тоа откога ќе почувствуваат грудка во простатата. Во напредна фаза, ракот може да се случи да притисне на уретрата, што го оневозможува мокрењето. Може да има наизменично мокрење, постојано чувство дека мора да уринирате или дека не можете да уринирате, целосно или одложен почеток на мокрењето. Пет работи без кои што јас не можам секој ден. Прво и основно утринската рутина, затоа што ми возможува да поставам ритам на денот. Потоа квалитетна обувка, телефон и една добра вест. За крај и најбитното, моето семејство. Ќе направиме едно на здравје за добар почеток на овој разговор. Да. На здравје. Здравје.
Не можам да не го пофалам вашиот стајлинг. Ова е можеби единствен случај во овие 100 емисии каде што има ваква трансформација од работната професија, од доктор да видиме еден елоквентен джентлмен и навистина морам да го пофалам вашиот стил. Сакам да ве прашам, како што ве прашав на почетокот за кафето, ќе ве прашам сега за виното. Колку е виното добро или штетно за машкото здравје? Пак ќе го повторам истото, значи тоа што е умерено е корисно. Познато е дека виното, посебно црвеното вино, содржи антиоксиданси кои се добри за нашето здравје и дури се препорачува еднаш дневно да се испие по една чаша црвено вино. Меѓутоа, слични состојки има и во белото вино, тој содржи исто еден антиоксидант росвератрол, кој е користен за нашето здравје. Така да една чашка на ден дури се препорачува, нели, како превенција и подобрување нашето здравје. Пијалок на боговите, нели? Затоа, еве, Да. ќе кажам, на здравје и од мене уште еднаш. На здравје. Колку е важно во кариерата да се негуваат добрите навики? Или колку се добрите навики важни за развојот на кариерата? Па, добрите навики се важни. Во суштина, тоа што сите се стремиме да водиме здрав начин на живот, значи да направиме еден баланс помеѓу работата, помеѓу слободното време, одморот и физичката активност, затоа што без физичка активност, доколку не го истрошиме тоа како калорискиот днес, меѓутоа исто и таа психичка, да не кажам, негативна енергија што ја собираме, тоа со спортот единствено може, нели, да се извади од организмот, така да ние мора да направиме еден баланс помеѓу нашите работни обврски и времето за одмор, и времето за релаксација, и времето за физичка активност. А колку се, не колку се, него кои се, вистинските вредности во животот според вас? Вистинските вредности во животот, па на прво место семејството. Семејството е најважно. Работата исто е за мене важна и го исполнува човек. Дефинитивно. И нормално здравјето. Сите, нели, велиме дека здравјето е најбитно, така да мислам тие се неколку вредности кои се за мене најбитни. Да, кога би ги негувале сите тие вредности, здравјето би било совршено, нели? Совршено. Докторе, како покрај сите ваши обврски, покрај толку набиен распоред, како вие се опуштате на крајот од денот? Јас спомнав и прегеска дека работниот ден ми е долг и пон со обврски. Да. И мислам, најчесто денот го завршувам со еден ручек со пријатели, со колеги, со роднини, зависи како ќе се договорам. И бидејќи не готвам, значи обично одам по ресторани и тука со ручек и со чаша вино, некој пат знам да се напијам еден јегер како дигестив. Мислам, тоа е најдобар начин за релаксација и да се заврши денот. И пошто тоа знае некој пат да биде и до 5 и до 6 часот попладне, а после тоа одмарам дома и навечер се трудам да излезам од дома, да прошетам, да пешачам, така да бидам малце физички активен, или за нормално кога ќе дојде време за спиење, организмот да биде спремен, да биде малце изморен. Ќе ве прашам нешто што ги прашувам сите мои гости. Вие сте еден елоквентен джентлмен и морам да ве прашам што за вас представува поимот джентлмен? Поимот джентлмен за мене представува господин, речено така на наш јазик. Не е оделото единствено тоа што го прави некој джентлмен, мислам тука е пред се правилното однесување, домашното воспитување, едукацијата, значи тоа е една комплетна личност која на некој начин се одвојува од тоа што ние го велиме секојдневие аверач, значи да не бидеме просечни, туку сепак на некој начин да имаме нешто свое што ќе не одвои од другите и по кој ние ќе бидеме препознатливи. А кажете ми, кога би можеле да направите осврт джентлмените денес, 2022 година, и джентлмените кога вие сте биле во тинеџерските години, некои примери на кои што вие сте се огледувале, постои ли таа разлика? Фалат ли тие джентлмени денес повеќе? Па сигурно дека фалат, затоа што тоа беа други времиња кога
други вредности се ценеа. Например, не мораше джентълмен да носи костум од одредена марка или сето тоа, да биде едноставна личност, нели сепак негувана со хигиена, со све, добро облечена, собствен стил. Така да мислам дека голема разлика има од тогашните времиња и сега. И јас би се сложил некако кога ќе направиме осврт, затоа што ние сме наменска емисија со еден широк поим. Сметам дека тие джентълмени порано биле поголеми од овие денес, но не значи дека ние не можеме да се вратиме на вистинските траки и на вистинските шини. А кажете ми, дали се сметате за богат човек себе си? Не. Сметајќи дека богатството е нели среќа, не материјално богат човек. Со тие едни вистински вредности што би можеле да ги наречеме. Во материјална смисла јас се сметам дека сум една средина, значи имам добра работа, добро заработувам, меѓутоа сепак е тоа скромно во однос да кажеме на некои луѓе како живеат и како заработуваат. Меѓутоа во друга смисла сепак се сметам дека сум богат човек, затоа што имам семејство, имам работа, пријатели, среќен сум со тоа што го имам. Значи за среќа не треба многу и така да во тој смисол сепак се сметам за богат човек. Да, на тоа мислев и мило ми е што ете тоа е така. А кажете ми, имате ли некој совет што сте го добиле од времето што се уште ве движи натаму, или со други зборови можеби кој е најдобриот совет што некогаш сте го добили? Па најдобриот совет можеби една книга од Хермен Хесе Сидарта, која верувам многу е прочитале, и суштината на таа книга е значи во све човек да биде умерен. Значи човек може да живее на еден, на друг начин, може да се дружи со секакви луѓе, значи јас исто така тоа секој пат го велам, на човек не треба ништо да му се брани, затоа што забранетото овошје нели е најслабко. Така да треба да живееме во една средина кога човек ќе може, еве сега родители премногу ги заштитуваат децата од надворешни стресови, од надворешни влијанија, живеат како во стаклени звона. Значи треба особата, личноста да се пушти во реалниот свет, каде све му е достапно, меѓутоа секој пат да остане нормален на некој начин, значи во свет да биде умерен во сите своји однесувања, во консумирање, да кажеме, на алкохол, во облекување, во сето тоа, да си најде една златна средина според која јас секој пат така сум се раководел и ден денес така живеем. Нема поубаво тоа кога човек ќе си ја најде идеалната мерка за се. Во неформален разговор спомнавме за патувањата. Колку често патувате и дали сметате дека патувањата се битен фактор за човекот да биде внатрешно богат? Секако тоа е, секое патување едно богатство, едно големо искуство. Јас сега да не помислат, некои луѓе мислат дека откако станав директор, еве, патувам повеќе или тоа го користам. Значи јас и претходно од секој пат сум патувал во рамките на своите можности. Имам внука во Англија, имам роднини во Швајцарија, приватни патувања. Меѓутоа факт е дека последниве години во склоп на функцијата доста патувам. Речиси цела Европа ја имам поминато, Америка, Дубај. Секој патување е едно искуство затоа што ја гледаме средината како прво, мене ми е тоа многу важно, средината во која сме во тој момент, самиот град, самата држава, меѓутоа и луѓето, затоа што некој пат јас да кажем од некој град сум воодушевен, меѓутоа од луѓето не сум воодушевен. Меѓутоа сепак тоа е едно искуство и една паралела јас секој пат правам помеѓу нашиот живот и животот таму, и некако секој пат се враќам побогат со некое знаење, со некој своје мислење, затоа што јас, тие што ме знаат дека јас не сум од тие луѓе што многу слушаат кој за некого рекол нешто, или јас секој пат сакам за луѓето и за работите сам да се стварам своје мислење. И така да и при тие патувања на вистина за мене многу значат, си стварам некое своје мислење како можда некои работи би требало кај нас да функционират, и топло препорачувам секој кој што може, нели, во рамките на своите можности, што повеќе да патува. Тоа е добро. Сакам да прашам за таа паралела.
што ја правите за градовите таму и овде, дали може би тоа го правите за медицината, во смисла, дали и која медицина сметате вие дека е најдобра? Имаме алтернативна медицина, источна, западна медицина. Имате ли некоја која што може би сакате да имплементирате тука, што ја нема кај нас? Јас себе мора да спомнам дека сум невролог, меѓутоа ги работам две области кои се многу важни и кои многу напредува медицината во последно време, тоа е болеста мултипла склероза и ретките болести. Значи, на поле на овие заболувања има многу нови лекови кои веќината, можем јас да се пофалам како директор дека неколку лекови за мултипла склероза јас сум ги вовел на нашата клиника да ги имаме и да се достапни за терапија. Исто така некои терапии за ретките болести кои се како болести ретки, меѓутоа терапиите се многу скапи. Сум се борел да бидат присутни во Македонија, тоа одат преку посебна програма на Министерството за здравство. Меѓутоа јас секој пат сум се залагал за таа класична медицина која се базира нели на наука, на технологија. Сведоци сме дека новите лекови, искуството од ковид, месенџер вакцините, значи тоа е иднината и на медицината. Речи си сите нови терапии се фактички или моноклонални антитела или месенџер терапии и јас секој пат сум приврзаник на овој вид на лекување. Кажете ми колку сметате дека се учи од грешките во животот? Колку се грешките клучни, не намерно да ги правиме, но од која ќе се случат да ги гледаме како лекции за да продолжиме напред? Човек секој пат треба да биде умен, да размислува и тоа да прати околу себе, нели? Како што спомна, значи најлесно е да се учиме на тугите грешки, затоа со нашите грешки сепак се некој пат знаат да бидат болни, тие фамилиарни разделби и сето тоа, што може би човек покасно ќе се покае за некои работи, меѓутоа никој не е идеален. Значи во одредени периоди, склоп на околности, ние сме мислели дека е така најдобро, меѓутоа после со тек на време, нели, како растеме, созреваме, старееме, така и нашето мислење се менува. Така да грешките се составен дел од нашиот живот, нашето иднина, веројатно и во нашето минато, меѓутоа веројатно и во иднина, али да се стремиме тоа да биде што помалку. Да, само за тоа што ги сваќаме, ги признаваме грешките, ние растеме, нели? Да. А во овај муд на прашања, што мислите за ризикот? Колку е битен факторот ризик да се превземе? Општо во животот, затоа што нели како викаат без ризик нема награда, често му е кажано мислам. Да. Тие што ме знаат дека јас секој пат сум прифаќал ризик, значи сум човек што ризикува затоа што ако не ризикуваш никој пат не можеш да одиш напред. Наједноставно да се вработиш некаде, да кажеме, општ лекар, да бидеш мирен, некое секојдневие, меѓутоа тоа лично мене не е што ме исполнува и мислам дека сите успешни луѓе ризикувале. Ризикот некој пат се исплати, меѓутоа ако не се исплати, тогаш ние учиме, нели, од грешките, така да јас секој пат сум ризикувал се со цел за да одам напред. Никој пат не сум сакал да останам, не сум задоволен со тоа што го имам во моментот и сум сакал да напредувам во секој поглед. Да се излезе од комфорт зоната, нели, што е витешки, а витезите се едни од најголемите џентлмени. Пред крај на ова наше дружење, можем да го наречеме прекрасен разговор, сакам да ве прашам, имате ли некој совет што би го кажале за идните млади генерации да го слушаат? Под број 1 и под број 2, дали имате некој совет што би сакале да го кажете кон родителите за воспитувањето на своите деца? Човек да остане нормален. Како во поглед на физичкото, така и во поглед на психичкото здравје, да си најде една мерка во животот, значи да не се претерува во ништо, ниту во храна, ниту во пушење, ниту во алкохол. Сега за овие другите забранети супстанции, нели, не сакам да зборувам. Меѓутоа во сето тоа што го чини нашето секојдневие, мора да си најдеме една мерка и да остане тоа во нормални граници. Во тој случај нема да има, нели, претерување ниту со алкохол, ниту со цигари, ниту со храна, нели, знаеме дека дебелината е една од болестите на нашето време. Модерно. Да се практикува физичка активност, меѓутоа во сето тоа да се остане умерен.
Ви благодарам, тоа е нешто што навистина сакав јас да го слушнам, а се надевам дека и нашите гледачи на Gentleman магазин. И за крај последно прашање, начнавте преgeска тема околу тоа за родителите и децата и воспитувањето што ги чуваат децата во стаклено звоно. Имате ли можда уште некој совет што сакате да го кажете кон родителите во однос на воспитувањето на децата? Па тоа што родителите треба да ги остават малце децата сами да се развиваат, значи сами да ги дознават околината. Ние сме сведоци дека ако е училиштето на 20 метра од живелиштето, родителите уште ги носат децата, ги испраќаат, значи мора децата да остават малце да бидат самостални, меѓутоа сигурно и да не се испуштат од контрола. Тоа што нас сите ни фали во денешно време, значи премногу сме зафатени со работа и некако на децата помалку внимание обраќаме. Значи тука мора да се најде еден биланс, затоа што на децата им треба внимание, како што и нас уште ни треба внимание, така на нив им треба родителско внимание и мислам дека не треба да претеруваат со забрани, туку да ги остават децата сами да се развиват кон своите афинитети, нели, тоа што имат желба, тоа што сакат да станат, да не биде желбата на родителите, туку да биде желбата на децата и тука да се најде една умереност, еден заеднички јазик и секој пат на децата максимално што може да се нашето слободно време да им се посвети. Ви благодарам, докторе. Продолжите да го правите ова што го правите, затоа што навистина го правите тоа многу добро. Ви благодарам, докторе, што ми бевте гостин. Продолжите да го правите тоа што го правите и наздравувам во ваше име. Благодарам. Прекрасни совети и многу мудар разговор од еден човек, джентлмен, професор и доктор. Човек кој што живее за тоа што го работи. А тој ќе каже, бидете умерени во се што правите. Вие бидете умерени во се што правите. Гледате Gentleman магазин на македонската телевизија. На здравје.